Според извештаите на конзулите во Битола, османлиската војска донесла 4 дрвени топови заробени во Крушево, Бичевско и во Охридско. Сите овие дрвени топови биле однесени во Истанбул. Меѓутоа, султанот Абдул Хамид II, заинтригиран од топчињата, изразил желба лично да се увери во орудието на македонците. Била организирана демонстративна проба на Срешовото топче во Истанбул пред султанот. Срешовото топче пукнало и во парчиња се распраснало. Целта во која се пукало и последиците не се познати. Меѓутоа, остварен е сонот на сите војводи во станици, грмежот на Срешовото топче да го слушнат и султанот и Истанбул. За историчарот на еден слободолюбив народ нема поголемо задоволство од тоа да го представи можеби единствениот преживеан учесник во Илиденското восстание. Срешовото топче, овој македонски Давид, се впушти во неравноправна борба со османлискиот Голијат. На тие позиции, бранејќи ја Крушевската република, Срешовото топче беше заробено и однесено во цариградските темни зандани и тесни долапи и таму одлежа 100 години робија. При посетата на македонската војна делегација на воениот музеј на турските оружени сили во Истанбул на 2 јуни 1997 година беше пронајдено Срешовото топче, изработено во оружарницата во село Селце и по 94 години изнесено на виделина. Другите топчиња и натаму се предизвик за македонската историја. Должината на топчето изнесува 150 сантиметри, а пречникот е околу 20 сантиметри. На поголемата површина се уште е запечена кората, што зборува дека веднаш посечењето така сурово е ставено да се суши на жешкото сонце. Според наведените податоци, тоа Срешово топче му припаѓа на арсеналот од село Селце, односно на одредот што го раководел војводата Ѓурчин и кое било наместено на позициите на Калето. Не се знае колку ѓулиња истрелало, но се гледа дека било употребувано. Во воениот музеј имавме чувство дека дел од македонската историја е вклопена во таа огромна збирка воени трофеи. Сите патокази за Срешовото топче не водеа кон истиот објект, како и сознанијата за Крушевското знаме што се веело гордо на мечкин камен, а сега здиплено во некоја фиока во истиот музеј. Поради тоа, откривањето и појавата на Срешовото топче нема значење само од материјалната култура и тоа не може да се определува само како украсен музејски предмет, туку како мит што ги изразува македонскиот непокор, патриотизмот и подготвеноста за борба, за слобода, за татковината со сите можни средства до крајот на животот. И тука треба тврдо срце да имаш, па од очи солзи да не пуштиш. Цел живот го бараш, а сега пред тебе стои и ти вели прегрни ме. За момент, како да ги видов Ѓурчин војвода, Карев, Груев, Гоце,
Ѓорче, како да сум дел од цетите, од војводите, но бргу се вратив во реалноста. Застанав мирно пред легендарниот бранител и војнички го поздравив со едноминутно молчење за сите паднати борци за слободна Македонија. Тоа сега привремено се враќа дома, во Македонија, во Крушево, за пак да го слушне звукот на камбаните. Но тие сега нема да звонат за востание, туку да го означат привременото враќање на еден од најревносните бранители на Крушевската република, најверојатно единствен жив сведок на борбите во Крушево во 1903.